Седница не бевме повикани, иако барањето беше поднесено од нас, и не бевме повикани под изговор дека всушност луѓето од Советот ќе ја разгледувале практично целата работа со документации, со факти и така натаму, што и докаде е стасана работата. Тоа ние го сваќаме како иницијатива затоа што вие како медиуми бевте присутни. Тоа е еден парадокс зашто ние не бевме повикани иако ветивме дека нема да зборуваме на таа седница, ќе бидеме само како слушатели. Тоа е едната работа. Другата работа е откако после 2 сати чекање излегува советниците, претседателката на Советот ни вети дека всушност ќе застанат сите советници на наша страна. Не знаеме уште кој е официјалното, се уште не го знаеме, треба да го земеме записникот и ќе го објавиме ние. Но таа ни вети дека тие како Совет ќе застанат и први ќе се потпишат на нашата иницијатива за постапка за почнување на референдум. Сега, многу битно е во една таква постапка, со едно такво ветување, не е само битно да се почне постапката. Битно е сите луѓе да сватат, вклучително и советниците, од нив да тргне работата, да сватат дека започнувањето на постапката е една работа. Референдумот и неговата реализација е другата работа. Затоа јас ги повикувам и советниците, и сите оние институции, физички лица, да кога ќе дојде време за референдум, да излезат и да гласаат, односно да прават се за да се случи да биде успешен тој референдум. Затоа што ако референдумот не е успешен, тогаш сите ветувања паѓаат во вода. Сега, друга работа што дознавме сега е тоа дека всушност 100 потписи од иницијативата не се валидни за започнување на постапка на референдум. Тоа треба доправо правно да го откриеме по кои членови од законот за референдум. Треба да го откриеме да видиме дали всушност е така. Од Советот ни рекоа дека всушност треба да собереме 20% од гласачкото тело на општината за да почне постапка за, односно да се означи датум за референдум. Ние како иницијатива се договоривме сега неофицијално со претседателката на Совет на општина Босилово и со градоначалникот дека можеме во секој момент од утре па натаму да почнеме со постапката за собирање на првичните 100 потписи и како валидна граѓанска иницијатива која има 100 потписи, да седнеме со Советот и да им ги образложиме нашите ставови и нашите мислења во врска со штетноста на рудникот, на потенцијалниот рудник Иловица. Така да, мислам дека сме на добар пат, но како иницијатива потенцираме дека не сакаме да навлезе во некакви правни лавиринти целата работа. Затоа што приоритетно прашање е да се знае, да се знае дека овој рудник всушност не треба да работи и сите сили треба да тргнеме напред кон запирање на работата на овој рудник.